4 пожари денеска имаше во Штип и околината. Гореше под Исарот, а помеѓу Чардаклија и Долни Балван, Млекарата и Караорман. Најголем пожар беше помеѓу Чардаклија и Долни Балван. Гореше сува трева, деградирана шума, а силниот ветер се закануваше огнените јазици да дојдат до првите куќи. Мештаните со трактори правеа заштитен појас. Според нив, причина за избувнување на пожарот бил искра од косилка за трева во близина на приватен плац со фотоволтаици. Поради силината на ветрот, делницата помеѓу овие две села беше затворена за сообраќај. Кога избувнува овој пожар? Па може има 1 сат и повеќе. И сега се прави заштитен појас? Па нормално. Своја само ако префрло тама навака до тоа преку пругото одма ќе префрло. Среќа што тракторот удара. Среќа што трактор удара и липкерот со тоа забутање што е земјата. Малку они спасява, највеќе тракторот тој ќе спаси. Одара од рампата, спрекај пругата, до кај може да оде трактор, одара неколку бразди. Претходно, електрични кабли предизвикаа пожар на дел од подножјето на Исарот. Гореше трева и нискостеблисти растенија во делот на Исарот наспроти ректоратот и бензинската пумпа на Макпетрол. Брзо интервенираа пожарникарите, но и доброволците пожарникари, кои пожарот го локализираа и спречија тој да се доближи и ги загрози куќите. За да се избегне и најмал ризик од повторно активирање на пожарот, интервенција по завршеното гаснење имаше и од страна на Ер-трактор. Пожар имаше и кај Млекарата и кај Караорман, но за среќа без поголеми штети. Денеска гореше и во близина на Пробиштип, каде огнената стихија се ширеше до селата Петршино, Неокази, Бучиште и други места. Пожарот е настанат првично помеѓу селата Петршино, Неокази и Бучиште, после тоа од силниот ветер е префрлен во самите куќи од селото Бучиште, каде што се опожарени и неколку куќи. Нашите противпожарни служби се на терен. Имаме помоши од пожарната од Кочани, како и доброволните противпожарни друштва. Се надеваме дека ќе го локализираме пожарот и дека ќе нема големи последици. Пожарот и густиот чад на делницата Пробиштип-Штип предизвикал сообраќајка. Според првичните неофицијални информации, во критичниот момент возечот се обидел да го избегне огнот до патот, при што преминал на другата страна од коловозната лента и директно се судрил со друго возило. Повредените се хоспитализирани, а направена е материјална штета. Од противпожарните единици на Пробиштип и Штип повторно апелираат до сите граѓани, особено до оние кои имаат ниви, во ниту еден случај да не палат оган, бидејќи на високите температури последиците можат да бидат катастрофални.